На денешната пресконференција министерот за локална самоуправа Горан Милевски истакна дека во новиот мандат продолжува со ефикасно работење на процесите за европеизација и демократизација, како и економски развој на државата. Нагласи дека се започнати проекти кои што ќе направат големи промени во подобрување на животот на граѓаните. Отпочнавме со подготовка на новата стратегија за регионален развој и на нов закон за рамномерен регионален развој. Стратешкиот документ ќе го детерминира развојот на планските региони и на државата во наредните 10 години. Работите мора да се менуваат системски, затоа што претходниот стратешки документ за периодот 2009-2019 година не ги даде очекуваните резултати. Според развојниот индекс, Скопје во однос на другите плански региони предничи повеќе од двојно. Милевски додаде дека во 4 од планските региони има негативна стапка на пораст на населението. Претходниот стратешки документ покажа дека во 10 плански години биле реализирани 2247 проекти во износ од 373,8 милиони евра. Искуството и анализите покажуваат дека насочувањето на јавните инвестиции како единствен механизам за намалување на разликите не дава соодветни резултати. Во овој мандат, како Министерство за локална самоуправа, сакаме работите да ги менуваме со фронтален сет од мерки, кои што во исто време ќе ги намалуваат разликите, но и ќе ги зголемуваат конкурентските предности на секој плански регион. Со паметно планирање ќе се идентификуваат конкурентските предности на секој плански регион, кои што ќе го поттикнуваат развојот на секторите да извршат силно влијание на развојот на поединечниот регион, изјави министерот Милевски и при тоа додаде дека мерките ќе се реализираат преку диференцирање на јавните финансии.